Комисијата за следење на евентуални противправности поврзани со извршување на кривични дела од глава 16 од Кривичниот законник постојано ги следи активностите поврзани со денешниот референдум. Во континуитет ги следиме сите активности. Во перманентна комуникација сме со сите основни јавни обвинителства, каде што веќе се организирани дополнителни дежурства од страна на јавните обвинителства низ целата територија на Република Македонија. Исто така во континуитет сме и во перманентна комуникација со припадниците на Министерството за внатрешни работи, поврзано со денешниот ден. Немаме некои посериозни нарушувања на процесот, кој што денеска се одвива низ државата на референдумот. Имаме само едно известување од страна на секторот за внатрешни работи Скопје за едно извршено кривично дело од страна на едно лице кое што во просториите на дворот на основното училиште Лазар Ангеловски, поточно во избирачкото место 2708, во текот на денешниот ден, поточно околу 9 часот и 20 минути, истото лице има нападнато тројца припадници на полицијата. Очекуваме во текот на денот секторот за внатрешни работи пропратната документација и кривичната пријава да ги достави до основната јавна обвинителство, за да можеме ние како обвинителство да постапуваме и најверојатно лицето ќе биде гонето за сторено кривично дело од член 383 од Кривичниот законник на Република Македонија. За други посериозни инциденти во територијата на Висшето јавно обвинителство Скопје до овој момент, до 14:40, кога го добивме последниот извештај, немаме некои известување. Во територијата на Висшето јавно обвинителство Штип има некои известување за некои поситни инциденти, да ги наречам, или поточно за некои прекршоци. Во Радовиш во текот на денешниот ден имало фрлење на летоци, меѓутоа надлежниот обвинител цени дека лицето кое што има фрлено летоци ќе се гони за прекршок. Исто така да ви известам дека и во територијата на градот Штип денеска имаше приближно мал инцидент со тоа што едно лице има фотографирано лица кои што гласале, меѓутоа не во самите избирачки места, меѓутоа надвор избирачките места по враќање на лицата кои што биле да гласаат. Во територијата на Висшето јавно обвинителство Гостивар до моментот кога ве известувам немаме пријави за некои противправности поврзани со гласањето на денешниот референдум. Исто така и во територијата на Висшето јавно обвинителство Битола до овој момент немаме пријави некои. Да ви известам дека во електронската адреса која што е отворена за пријави и поднесоци до комисијата на адресата referendum@jorn.gov.mk до сега приближно околу 10 поднесоци имаме добиено, меѓутоа да ви известам дека тие се за некои нарушувања кои што лицата ги ценат за фотографирање, за такви нешто дела кои што ние како комисија цениме дека според наводите кои што се содржани во поднесоците нема елементи за кривични дела. И исто така да ви известам дека од приближно 10 поднесени поднесоци, 7 или 8 се од едно лице.